Беше тоа на 27. јули 1913 година, кога заврши 12-дневното преговарање во Букурешт и потпишување на договорот со кој македонците официјално загубија огромен процент од својата татковина. Македонија од централен и најзначаен дел од Балканот стана периферија и провинција на балканските земји, врз основа на принципот на правото на посилните. Беше тоа на 27. јули 1922 кога на иницијатива на Трифун Хаџијанев, истакнат македонски револуционер од Егејска Македонија, во неговата куќа во Воден е одржана основачка конференција на која е формирана првата социјалистичка организација за Воден и за Егејска Македонија. Беше тоа на 27. јули 1945 кога во Скопје излезе првиот број на весникот Трудбеник, орган на земскиот одбор на единствените синдикати на Македонија. Весникот излегуваше еднаш неделно. Беше тоа на 27. јули 1963 кога од Републичкиот штаб за отстранување на општата опасност било издадено следното соопштение по Скопскиот земјотрес. За да се отстранат последиците од земјотресот кој го зафати градот Скопје и околината и да се обезбеди спасување на затрупаните граѓани, да се расчистат рушевините и да се отстрани опасноста од епидемија, се преземаат следните мерки. Се задолжуваат сите машки лица од 18 до 55 години од подрачјето на град Скопје, Тетово, Велес и Куманово да учествуваат во расчистувањето на рушевините и спасувањето на загрозените лица. Се повикуваат и корисниците на техничките средства и возила кои можат да помогнат во несреќата. Беше тоа на 27. јули 1981 кога почна со работа новата железничка станица во состав на транспортниот центар во Скопје. Последниот воз од старата железничка станица замина во 11 часот и 30 минути, а првиот воз на новата железничка станица стигна во 12 часот и 35 минути. Беше тоа на 27. јули 1992 кога во Скопје, во чест на започнувањето на курсот за дообука во касарната Кузман Јосифовски Питу, е одбележан почетокот на високото воено школство на Независна Република Македонија. На 27. јули 1883 година во Велес е роден Панко Брашнаров, македонски национален деец, народен учител, хуманист, воденичар, кафеџија, градинар и слуга, најстар пратеник на првото заседание на АСНОМ, прв председател на заседанието и прв подпредседател на АСНОМ, прв доверител за информации во првата привремена влада на Македонија, најблизок соработник на Методија Андонов Ченто, еден од плејадата херои и маченици на Голи оток. Панко Брашнаров е учесник во најзначајните историски моменти во битката на македонскиот народ за независност и слобода, од Илинден, Балканските, Првата светска војна, па се до историскиот АСНОМ. Избран е за народен пратеник и председавач на првото заседание, како и за член на АВНОј. По неколку години работа во штотуку организираната држава, како приврзаник на ставовите во резолуцијата на Информбирото, Брашнаров бил приведен, прогласен за непријател на власта и испратен на злогласниот остров Голи оток, каде што починал на 13. јули 1951 година. На 27. јули 1927 во селото Лавци, Битолско, е родена Фана Кочовска Цветковиќ, најмлад народен херој од народно-ослободителната борба, носител на партизанска споменица 1941.
Веднаш по ослободувањето, Фана Кочовска вршела високи општествени и државни функции. Била член на Окружниот комитет на Народната младина во Битола, член на Бирото на Централниот комитет на Народната младина на Македонија, председател на секцијата на жените на Македонија, како и член на секцијата за Југославија. Потоа била председател на Комисијата за општествен надзор на Социјалистичка република Македонија. Била избрана за член во главниот одбор на председателството на Македонија, член на конференцијата на Сојузот на комунистите и член на 10-тиот конгрес на Централниот комитет на Сојузот на комунистите. Почина на 17 април 2004 година во Скопје. На 27. јули 916 година пред Господа се представи Климент Охридски, словенски просветител, средновековен писател и педагог, ученик на светите Кирил и Методи, основоположник на Охридската книжевна школа, прв словенски епископ во Македонија, патрон на градот Охрид и на Македонската православна црква. Роден е околу 830-840 година. На 27. јули 1904 година на Селечка планина во близина на прилепското село Селце во борба против османлиската војска загинал војводата Никола Каранџулов. Тој е македонски револуционер, војвода и учител, роден во Прилеп во 1880 година. Каранџулов е учесник во македонското револуционерно движење, член и војвода на Македонската револуционерна организација. Во Загреб завршил педагошко училиште, а повеќе години учителствувал во родниот Прилеп и во други места низ Македонија. Во 1898 пристапил кон револуционерната организација. Во 1902 бил затворен во битолскиот затвор од турските власти, откаде подоцна успеал да избега. Станал војвода на Чета и инструктор, ревизор на четите во Прилепско. На 27. јули 1943 почина Стево Христовски Патако, припадник на македонското национално-ослободително и комунистичко движење, учесник во антифашистичката војна во Вардарскиот дел на Македонија. Стево Патако е роден во Битола на 4. јануари 1921. За време на окупацијата, поради борбените активности, на два пати бил затворен и мачен. По тортурите во битолскиот затвор, бугарската полиција го интернирала во Кавала. При враќањето од интернација на битолската железничка станица успеал да побегне од полицијата. За потребите на партијата, Стевче Патако извршувал најразлични одговорни партиски должности. На 27. јули 1943 бил откриен и опколен од бугарската полиција. Влегол во борба, но увидувајќи дека борбата е осудена на неуспех, со последниот куршум се убил да не падне жив во рацете на непријателот. На 27. јули 1946 е стрелана Мирка Гинова, борец од времето на Втората светска војна и од граѓанската војна во Грција. Заедно со илјадници македонски и грчки патриоти се борела против фашистичките окупатори на Грција, а подоцна и против силите на реакцијата и монархофашизмот. Мирка Гинова е првата жена стрелана во Грција од политички причини. Родена е во Русилово, Воденско, во 1916 година. Во 1945 Мирка Гинова се приклучила кон тајната ослободителна македонска организација и при избувнувањето на граѓанската војна во Грција учествувала во вооружените групи на Народно-ослободителниот фронт. На 6. јули 1946 во местото Долга ливада на планината Почеп, во близина на Воден, Мирка Гинова формирала мал партизански одред. Набрзо во една акција на 400 грчки жандарми и војници, одредот бил опколен и почнала борба во која Мирка Гинова, која единствено била вооружена, убила двајца жандарми. Кога останала без муниција, била заробена, заедно со 6 своји другари. Потоа почнало ужасно мачење во кое Мирка Гинова била тепана со дрвени колци, кундаци и метална жица, под ноктите й биле забивани шајки, а низ телото спроведувана струја. Била жива закопана до вратот, додека жандармите пукале над незината глава.
Mirka Ginova и 6 нејзини другари биле спроведени во Енидже Вардар. На судењето кое се одржало во градското училиште на 25. јули 1946 воениот суд ја осудил на смрт со стрелање. Заедно со другите соборци, Мирка Гинова била стрелана на 27. јули 1946. Покрај неа биле стрелани и 45-годишниот Ристо Стојанов, 55-годишниот Томе Мијангов, 25-годишниот Георги Проев, 35-годишниот Петре Поп Димитров, 40-годишниот Димитар Лимбов и Георгиос Муцакис Алеко. На 27. јули 2001 умре Ацо Петровски, филмски работник, продуцент и режисер. Тој беше председател за кинематографија во владата на Народна република Македонија уште во 1947. Ја формираше Кинотека на Македонија и беше нејзин прв директор. Има режирано повеќе документарни филмови, меѓу кои Великденски адети, Галичка свадба, Азот, Дервиши и други. Продуцент е на играните филмови Време без војна, Најдолгиот пат, Оловната бригада, Татко, Дубровски и други. Роден е на 12. мај 1923 година во Тетово.